Почитувани, добро утро и од мене. Како што пред малку слушнавте, мојата колешка Александра Вуксановиќ најави дека денеска наш втор гостин е добро познатиот ваш и наш аналитичар, професор, тоа е професорот Методи Хаџијанев, со кого утринава ќе подискутираме за доста актуелни теми кои што ја задираат меѓународната политика, но и домашната јавност. Велам добро утро за Хаџијанев, не знам по кој пат. Добро утро, добро ме најдов. Професоре, би сакал во интерес на времето и но она што многу имаме да говориме, да бидеме кратки и концизни, имаме интересни теми и прашања кои што се надам дека пробуди интерес деновиве во македонската јавност, па би сакал да започнеме од она што се случува во Македонија, па ќе преидеме во текот на разговорот на оние светски и актуелни збиднувања. Имено би сакал еден ваш коментар и случување или пак анализа да дадеме за она што кубури во весниците, во медиумите, а тоа е набавката на хеликоптерите за потребите на армијата во време на избори. Се наслушавме и правдања од одбрана, меѓутоа и напади од опозицијата дека во време на избори вакви набавки, вакви сделки се законски неосновани. Па кој е вашиот став точно и што точно имаме на терен, ако можеме така слободно да кажеме? Добро, ја не би ги коментирал сега тие ставови околу тоа дали треба или не треба, постои правна рамка. Најверојатно антикорупцијска ќе си го каже своето, тие ќе утврдат дали договорот кога бил склучен, како бил склучен. Во однос на самата набавка, ако за тоа веќе разговараме, значи нема да навлегувам во техничкиот дел, односно во правниот дел како тоа било изведено. Прашањето доколку се однесува за потребата на такви хеликоптери, дефинитивно јас во неколку наврати го кажав тоа многу одамна, дека таков да кажеме ресурс е потребен на државата, дека ова е ставено во долгорочниот план за развој на одбраната, кој е издаден не од сега, од 2019 година, и како таков тој план предвидува развивање на ваков ресурс, и не само ваков ресурс, развивање на борбен ресурс во однос на хеликоптерите. И сега фактот дека овие хеликоптери кои што се набавени се повеќе наменски, најверојатно е направена анализа, калкулација, бидејќи прво е добро затоа што купувате западна платформа, тоа го веќе разговаравме, расчистивме. Следно е најверојатно имаат некоја калкулација, нели зошто е избран овој тип на хеликоптер, бидејќи внимавајте кога ќе имате оскудни ресурси, како што имаме ние, во тој случај ќе мора да одберете платформа која што нуди повеќе опции. И тие опции ќе ги бирате врз основа на она што сакате да го постигнете. И станува збор за хеликоптери кои не се така едноставни, значи може ли да им појасниме и на нашите гледачи, говорено во јавноста? Значи станува збор за два типа на хеликоптери, Аугуста, кои што се всушност повеќе наменски. Тие доброто кај тие хеликоптери е што тие не може да се користат само за логистички цели, за транспорт, туку може и за одбрана, туку може да се користат и за повеќе намени. Значи може да се користат во делот на кризниот менеджмент, во делот на спасување, пребарување и така натаму. Имаат овој како се вика добри тете карактеристики и да кажеме Полска е една од земјите кои што ги користи. Може да се за италијански производител. Така, станува збор за италијански производител. Пак ќе кажам, не навлегувам во делот на тоа како е изведена постапката. Дали тендерот бил правен. Тоа нема да го анализирам, си има други институции нека го анализираат тоа. Ресурсот како ресурс според мене е добар. Предпоставувам дека калкулациите, матрицата имала тежина зошто е избран овој ресурс. Тука игра улога цената, игра улога држувањето, игра улога понудата и многу други. Значи не само така, целиот пакет кој што го добивате. Така да толку околу тоа не знам што повеќе. Интересира на граѓаните што ги мачи, што гледам и коментираат по социјалните медиуми, има ли лов во матно во тендери пред избори? Говорам за и во едната страна политиканство, ако можеме да кажеме популизам, зошто токму во време на избори се најавуваат вакви теми кога знаеме дека со планот за модернизација, дека државата, односно армијата, одели за 10 годишна модернизација околу 980 милиони евра. Моментот е дали од една страна се прави препомпезна најава за некоја работа која што е веќе завршена и зошто токму во време на избори?
Па тоа најверојатно ќе треба политичарите да го одговорат. Тоа се техники, инженеринг кои што они го најверојатно работат и сега како се вика тоа го гледаме ние назад и тоа го имате во сите држави. Тоа не значи дека го оправдувам ја тоа или заземам страна, само сакам да кажам дека не сме ние единствени кои што го прават ова. А сега зошто е баш во избори, тоа најверојатно ќе треба антикорупцијска да се го каже дали ова ваквиот вид на набавка е планирана сходно, дали се испочитувани роковите, дали не и така натаму, инаку ова како се вика, пак ќе нагласам, ваквиот ресурс е предвиден во ДПРО-то или долгорочниот план за развој на одбраната, кој што излезе после стратегискиот одбранен преглед од 2018, а ДПРО-то излезе 2019 година. Тој е усогласен со овој како се вика со НАТО и е усогласен со овој како се вика потребите спрема заканите и така натаму. И сега натаму нема да навлезам зашто се чекало од 2019 до сега, дали толку требало навистина да се чека и така натаму, тоа се веќе политики кои што излегуваат надвор од мојот делокруг на овој како се вика на експертиза и не би ги коментирал тоа, најверојатно некој кој што се бави со политикологија. Така. Хаџенев, би сакал да се задржим на уште едно прашање кога станува збор пред изборието, кога станува збор оние реторики, ветување или пак плашење на граѓаните во време на избори. Имаше оваа недела една интересна изјава и тоа говорам за лидерот на ДУИ, господинот Али Ахмети, каде би сакал и може да изцитирам оваа изјава, каде што според Ахмети Русија има своја партија во земјава, има медиуми, има милитанти, руски милитанти во земја. Како она што го истакна овој политичар, овие сили веќе работат на теренот. Не знам од каде му се податоците, меѓутоа ако се земе во предвид дека влегуваме во еден, ајде да кажем, магиосен круг на ветувања, на реторики и на непроверени информации, можеме ли овие изјави на овој политичар да ги земеме како релевантни, севистините и од каде му се вакви тврдења дека во земјава има руски сили, милитанти и пак своји партии? Мислам дека прво ставот дека овој како се вика нели да на се некаков проблем го тргаме на тоа дека имаме нели руско влијание, стана малце лош. Лош заради тоа што тој ќе дојде како со приказката со онако волкот, со овчарчето кој ги лажал саланите за волкот дека ќе дојде. И на крај стварно дошол волкот кој они не му верувале веќе. Поентата не ми е да деградирам некаква изјава, стана збор за сериозна изјава. Стана збор за сериозен политичар кој е 20 години и више на овој како се вика на политичката сцена. Он е на власт толку време, значи од 2002 година од кога се на власт. И мислам дека органите ќе треба да си преземат сериозна овој како се вика сериозни напори за да видат да ги докажат таквите работи, бидејќи не верувам дека нели сега он ќе излезе со некакви си лажни изјави и така натаму и така натаму. Меѓутоа многу е битно кога ќе ги давате ваквите изјави да имате точно и прецизно овој како се вика да веќе лоцирате, да не збориме во општи бројки. Зашто зборуваме во општи бројки? Тоа што треба да се каже која е партијата, ако има, која е партијата, би било добро да се каже, бидејќи вака сега се создава некаков си облак и почнува да личи на некаква си политичка трка. Не велам дека е така, не тврдам дека е овој како се вика лажна вест или нешто слично, меѓутоа она што сакам да упатам е дека начинот на кој што се пласира стратешкото комуницирање е многу опасен ако продолжи вака, од причина што ако вие излезете така да кажете дека има такво влијание, а не го кажете кој е, тој случај сега не треба да нагаѓаме или веќе ќе сватите дека тоа е игра. И затоа реков, така е почнав нели овој дел од да кажеме одговорот, тоа е дека приказан да со овчарчето одело така, има, еве го волкот, го нема волкот и на крај кога дошол волкот стварно. Се правили спин од партиите за оние вистински проблеми кои што го ја мачи државата, корупцијата, зошто Па именно тоа го реков, значи зошто не се зборува за корупцијата кога веќе знаеме дека е тука? Зошто не се посочат кои се одговорните за ова? Ќе ви кажам сега една работа. Сите сериозни студии кои што се бават веќе со дезинформација и со таква работа почнуваат да сваќаат дека правиот проблем не дека нема руско влијание, не дека нема влијание на Кина и на авторитарни држави, меѓутоа не само нив и голските земји се посочуваат во тој дел. Меѓутоа сите оние сериозни анализи кои што ги прават овие параметри, паралелно на тоа влијание укажуваат дека
поголем е проблемот на недовербата на граѓаните во системот заради корупција, скандали, заради политиканство, клиентилизам, заради целата она, дури и стабилитократијата се уште се потенцира во овие сериозни, да кажеме, анализи и студии кои доаѓаат од да кажеме медиуми или куки кои што се сериозни и кои што не дозволуваат веќе да има руско влијание, добро, супер, каде е тоа? Може ли да ми кажете кој е тоа? Не тврдам дека нема, ама посочете го кој е. Не вака во општи бројки, затоа што вака излегува дека вие сакате со некои лични, како се вика, или политички потенцијални, да кажеме, опоненти, за да се справите, бидејќи сте рекли сега, ако вие сте го кажале тоа алудира дека вие не сте некој друг е. Да. Ред, треба да знаеме кој е. Она што можеме да посочиме или да заклучиме дека треба особено да се внимава на оние стратешката комуникација е многу лоша. Вие сами посочивте, еве сега ќе ви кажам, јас тоа и во друга прилика го кажав, имаме проблем ние назад 30 години назад, имаме лоша стратешка комуникација на јавниот сектор, не само за оваа власт, за сите власти до сега, се однесуваат како кон граѓаните, како дека и не мора да знаат, што има они да знаат, па ќе им кажеме делумна информација и се до тоа влијае да и самите овие кои што даваат информации да имаат, да бидат извори на лажна вест. Бидејќи ако дадете вие полуточна информација и ако излезе некој експерт потоа вие негира таа информација или ви каже да, ова е така, ама не е до крај так, тогаш вие сте креатор на лажна вест, бидејќи мисинформацијата или дезинформацијата е точна дел на лажна вест. Имено заради тоа и апелирав дека ако веќе се посочува дека има така, и ако навистина, пошто пак ќе кажам, станува збор за сериозен политичар, не е било кој. И сега ако излегува со таква информација би било вредно или тоа да го каже со име и со презиме, или на органите да им помогне, ако веќе има некакви сознанија, да им помогне да дојдеме и да видиме да го решиме тој проблем. Тука сме ние да посочуваме, да дебатираме. Професора, институциите секогаш се будни и треба да реагираат. Добро, тоа е одраз на демократијата. Контролата на медиумите, мониторингот на медиумите, не контролата, мониторингот на медиумите, седмата сила, исправањето и така натаму. Слаба страна на државата, на институциите, одговорности кај функционерите и во нивните изјави или пак во плашењето на граѓаните. Не велиме само ние тоа, извештаите на Европската унија назад го кажуваат дека имаат проблем со транспарентност, отчетност и одговорност. Така да некако ни тргна со темите од Македонија, па овдека би сакал уште една актуелна тема, а е поврзана овој пат на жалост, меѓутоа и не така добра информација. Станува збор за црните листи на САД. Имено оваа недела дел од политичари беа ставени повторно или обновена, проширена, ако можеме така да кажеме, црната листа на санкции. Претходно при вашето гостување, доколку се сеќавате, говоревме и за македонски фирми кои што беа ставени на една слична ваква листа од страна на State Department-от, кои што се обвинили, односно се посочи дека има проблеми со производство на шпиунски софтвер, меѓутоа сега станува збор за лица. Имено амбасадорката во Македонија на САД, Ангела Агелер, посочи дека се проширува листата на санкции и овдека се додадоа две лица од македонската политичка сцена. Едниот е позвучен и е кандидат за председател на државата, меѓутоа она што е, ајде да кажеме, неразчистено, од другата страна има негирање на лицата, дека не се вклучени во никакви коруптивни и скандалозни действия и ја отфрлаат оваа посоченост. Па ме интересира, има ли државата механизам и прави ли нешто воопшто на овие меѓународни посочувања за корупција кои што се актуализираат во изминатиот период? Значи, на ова би требало да пристапиме на два начина. Едниот е прво да видиме дали ние имаме, ако имаме држава како држава, треба да се водиме од нашите, како се вика, критериуми. Сега зошто? Затоа што внимавајте, лицето кое што е ставено на црна листа за потребите на САД не мора да значи дека он има проблем во државата кај што има. Тој може би има проблем со корупција или со некаков скандал кој што е поврзан за потребите на САД и САД си го става тоа како резерва. Тоа не тврдам дека сега они се амнестирани и да ги амнестирам, не. Мене ми е друга поентава. Мене ми е поентава дека ние некако чекаме се некој друг да ни каже дека нешто не чини, за да можеме да разговараме за тоа или да зборуваме за тоа. Факт е дека секоја држава, како САД нормално,
си има свое право да става, нели, такви лица на црна листа, да ги посочува и доколку тоа представува загрозување спрема нивните политики за вредностите кои што они нели ги градат, ги почитуваат и се борат да ги расшират таквите вредности, во тој случај е нормално дека ќе ги стават тие лица на црна листа. Пак ќе кажам, правно тие можеби нема да имаат никаква врска према државата од каде што се стави, затоа што можеби станува збор за идеологија. Не тврдам дека тоа е случајот сега, само сакам да посочам. Вториот пристап е, прашувате дали има механизам, апсолутно дека имаме ние механизам, но не за црни листи на други држави, бидејќи ние не треба да бидеме реактивни. Сега, бидејќи станува збор за партнерска држава, ние можеме на барање, например, доколку веќе они посочуваат, градат, а ние велиме дека ќе го следиме тој тек и нам ни е битно што говорат клучните партнери, Европската унија, Германија, САД, така натаму, во тој случај веќе станува сериозен проблем. Кој треба да биде следниот чекор на домашните институции, да бидеме конкретни? Домашните институции треба прво да си ги проверат, да проверат се, прво да му помогнат тој човек дали навистина е, или ако е, да му помогнат на целиот население да го тргнат таквиот човек од да биде слободен доколку е поврзан со такви скандали. И тука нема што. Значи, они треба да си постапат по оваа. Може ли да се доведеме во една хипотетичка ситуација, ете, тоа лице, тој политичар да го изберем утре на председателски избори. Имено тоа ви го велам. И тој председател утре да ја представува земјава на состанок во САД во Вашингтон и да не му биде одобрен влезот, да биде Ама тоа ви го велам. Меѓународен дипломатски скандал. Тоа го велам, тоа сакав да го кажам, дека ако не постапиме по ова, а не постапуваме по тоа, пошто пазете вие сега ако имате лица поврзани со компании на кои што се и тие слободно се шетат, немате никакво постапување. Пазете, таму имате многу опасна работа. Таму имате дека сте дозволиле од вашата земја на партнерска земја НАТО да бидат инволвирани во скандали, во меши, ако се точни збориме. Да, овде говориме она што го прочитаме, немаме никаква акција, немаме никаква. Тоа сакам да го кажам. И таму имате многу поопасна работа од ова сега што се случи. Ова е лице кое што да, може и не мора, и вие давате хипотеза ако го изберат за председател граѓаните, во тој случај се доведуваме во сериозен проблем. И затоа реков, можеби треба државата Македонија да си преземе мерки, тоа има органи, да си ги преземе тие мерки, да види тоа е допрен глас, и тоа е допрен глас со знание, партнерска држава, рамка и така натаму, да ги провери тие работи. И затоа реков да му помогне на човекот. Ако не, ако е чист да каже, слушај, имате некој проблем, или можеби тогаш станува збор за идеолошка, пак реков, САД како држава си има право да си ги задржи како секој ентитет, има право да си донесе мерка како ние кога ги протерувавме руските, овие како се вика дипломати. Не разбирате, ние како држава сме донеле одлука, дали заради солидарност, дали заради стварно информации кои што сме имале, дека тие лица во Македонија, они во Русија, не ги гони Русија нив. Не знам дали ме разбират. Така да затоа реков, бидејќи ние сега станува збор за фигури кои што имаат импакт, од кои што ќе имаме јавен интерес, би требало да се провери. Тој мислам дека еден од нив е градоначалник, така да и тоа е исто. Личности кои што се дополнуваат или се проширува листата, сите се етаблирани. етаблирани. Ова е многу опасна работа, бидејќи затоа реков, ако не докажете, вие ги оцрнувате луѓето, малце не е вкусна таа работа. За било и за фирмата исто станува збор. Да не испаднеме сега дека и за фирмата исто, ако не се докаде, затоа реков, ако немаме докази, ставате некого на црна листа, се поставува прашање дали може би е заради конкуренција ставена фирмата на црна листа. Со други зборови треба да се позанимаваат и домашните институции. Апсолутно. И за овој проблем. И да имаме поголема отчетност и да кажа, слушајте, ние спроведовме тако и тако, спрема законите и тоа, ние немаме докази за тоа. Ако постојат докази, дали може да ги добиеме? И тоа би било, не знам, логичниот според мене тек на настаните. Хаџенев, одека би сакал да преминеме и на она што е актуелно во Европа. Изјавите за Франција на францускиот председател Макрон деновиве се во сите речиси насловни. Да, мене тоа повеќе ме плаши да ви кажам искрено. Во сите насловни страни имавме најава од негова страна за испраќање на 2000 војници, па потоа шефот на руското Министерство за разузнавање, ако можеме така да кажеме, ја потврди, односно кажа доколку и она изјава на Медведев, доколку дојдат тие ќе бидат до еден ликвидирани. Па имавме реакција од страна на француското Министерство за одбрана дека да, можеби ќе се пратат, но не во овој момент. Тензијата се подгреа. Од она што можеме да прочитаме на медиумите дека Европа и лидерите на земјите членки во Европската унија сепак
на големо размислуваат некакво сценарио за испраќање на војници, независно дали станува збор за НАТО, европска војска, миротворци на територијата на Украина. Што можеме, Хаџијанев, овдека да изведеме некаков заклучок за сите овие изјави изминатава недела? Ако се сеќавате уште на почетокот на овој форум кога почнаме да разговараме за Украина, реков и договоревме тука дека можеби ќе беше многу попаметно пред да почне инвазијата да се распоредат силите таму, како превентивно, бидејќи има пракса на тоа. Тоа е умпредеп. Тоа може да биде или како да се повикат на членот 51 на колективната самоодбрана, превентивно да се распоредат сили на територија на Украина и ќе беше многу поинаква сликата. Не тврдам дека овој како се вика овие заложби на Европа со кои сакаат да стават сега една црвена линија, меѓутоа за прв пат не црвена линија на тоа докаде треба да оди Европа, туку докаде ќе може да оди Русија. Овој како се вика не се потребни. Но она што го велам е дека тоа веќе сега во оваа ситуација каде што имате Русија заземено скоро речиси сериозна територија од Украина, каде што всушност таа територија имаат сериозен инженеринг направено, зборам демографска промена имаат они, тоа многу малку се зборува. Колку од територијата на Украина е под Па сега за сега се контрола околу на 20%, руските сили? да, меѓутоа се плашам дека на таа територија имате овој како се вика сериозна демографска промена на сликата, затоа што населението е иселено, донесени се Руси и сега е многу потешко веќе вие, значи многу тешко е вие да ги враќате работите назад. Тоа значи ќе и биде или напор кој што ќе бара години, под предпоставка дека Русија нема да употреби нуклеарно оружје. Стравот во тоа е што Русија веќе изврши маневр на нуклеарните сили, ги пренесе дел од нив во Белорусија. За земјањето многу одамна исто така говоревме дека за Русија одамна е битна географијата, затоа што тие знаат дека одредени технолошки хендикепи кои што ги имаат во однос на системите балистички можат да ги анулираат преку географијата. За земјањето на Крим е апропо тоа е всушност кратење на овој како се вика на географскиот простор до кој имаат допирна точка до земји кои што сметаат дека би биле потенцијална цел. Да се вратиме назад конкретно на ова. Сметам дека овој како се вика Европа значи се буди сега затоа што сваќа дека е доцна, но може ова да биде и добра политичка, овој како се вика политичко купување на поени. Во која смисла, Хаџијанев? Во смисла на тоа дека рачунете дека Макрон му е разнишена позицијата, дека има сериозна позиција, избори, дека сето ова е излезе и официјална фотографија од него веќе како боксува на вреќе, значи он сега многу повеќе почнува да наликува на Трамп, да наликува на Путин во начинот на кој што ги пласира овој како се вика. Најверојатно екипата околу него сватила дека можеби популизмот е потребен кај, да кажеме, ваков либерал, но од друга страна мора да нагласиме дека Русија е чудно тивка во однос на ваквите реакции. Значи нема да го имаме Медведев, имаме нели како се вика министерката нивна за надворешни работи постојано навраќано, меѓутоа не се чувствува дека не е тоа така остра реакција или најверојатно знаат дека нема да дојде до тоа, или знаат дека ако дојде до тоа, тоа ќе бидат спремни да употребат нешто што е многу полошо. Тука сме да ги следиме збиднувањата, особено оние кои се однесуваат на Украина, околу Украина, па и Блискиот Исток. Сосема на крајот едно прашање што се однесува на појасот Газа. Сад со нацрт резолуција во Обединените нации со побара итен прекин на огнот во Газа. Ова не е прва резолуција, ова не се први мерки на меѓународната заедница предводени од САД да повикуваат за мир, за стопирање на војните действија на Израел врз палестинците, односно врз Хамас. Очекувате ли некакви реперкусии по однос на оваа последна дипломатска активност? Мислам дека Нетањаху е решен да оди до крај таму, тоа го зборевме уште многу одамна, пред 4-5 месеци кога во октомври кога тргнаа работите. Мислам дека Сад во право се со тоа што го бара, затоа што и они колку и да стиска или беа против тоа, сватија дека има сериозен проблем и прекршување на меѓународното право.
сватија дека станува збор за буквално чистење на етничко чистење на, значи геноцид, да не го наречеме геноцид бидејќи тоа е тежок термин и тешко се докажува, меѓутоа е сериозен проблем затоа што имаат и друг еден принцип на меѓународното право таму се крши, тоа е сега имаат проблем што намерно не се доставува храна или намерно не дозволуваат доставување до храна и хуманитарна помош до овој како се вика до населението, што исто така спаѓа во елементите преку кои се градат меѓународните кривични дела, како што е воено злосторство или злосторство против човештвото. Свесни се сад за тоа и затоа и најверојатно бараат резолуцијата. Треба да видиме што ќе биде од сето тоа. Бидејќи ова наштети многу на лицето на САД, репутацијата на САД, особено заради тоа што 2 пати блокираа ваква резолуција. Има своји аргументи, не мислам дека држат, тоа е чиста политика, тоа е мој став, но најверојатно и они сватија дека што е премногу е. И мислам дека треба да видиме како ќе се одвија целата таа приказна, дали ќе се донесе резолуцијата и што тоа ќе значи. Тогаш Нетањаху ќе биде доведен дека ќе биде против Обединетите нации, односно ќе мора да биде против САД. Во тој случај Совет за безбедност, знаете што може да случи? Може да случи да донесат резолуцијата, меѓутоа Совет за безбедност да не донесе одлука. Ако донесе Советот за безбедност одлука, тогаш ќе биде проблем. Тогаш Израел ќе треба да војува против Обединетите нации, хипотетички, што не верувам дека ќе се случи. Хаџи, ви благодарам за оваа неделна или седмична анализа на темите кои што ги одбравме. Со вас се гледаме веќе и следната недела. Почитувани, ние продолжуваме со програмата на Слободен печат. Го најавувам, му го отстапувам столчето на мојот колега Срđan Ивановиќ со неговиот гостин, господинот Алберт Мемети, кој што доаѓа од организацијата Ромалитико. Ви препорачувам да останете со програмата и со порталот Слободен печат.